Во изминатите 72 часа состојбата на хоспитализираните пациенти се стабилизира, соопшти министерот за здравство Арбен Таравари. Тој кажа дека во домашните и странски клиники се лекуваат вкупно 178 пациенти, а денеска заминуваат последните 5 на медицински третман во Шведска. Добрата вест што сакаме прво да ја соопштиме дека поминаа 72 часа и нема ни еден починат од тие што ја преживеа трагедијата во Коча. Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома. Состојбата се подобрува и кај пациентите кои се хоспитализирани на клиниката за пулмологија и во градската општа болница 8 септември. Нивната состојба е стабилна, така да се очекува во најскоро време да бидат отпуштени. Воглавном настануваат изгореници на слузокожата од горните дишни патишта, најчесто зафатени се устата, ждрелото, ларингсот, дишникот, па се до бронхиите. Состојбата на пациентите во однос на виталните параметри е стабилна. Во однос на она каков тип на операции се изведуваат, станува збор за отстранување на она изумрено некротично ткиво оштетено од изгорениците и давање простор тие повреди, односно тие рани полека да почнат да зацелуваат. Во меѓувреме бројни реакции следуваа по посетата на српскиот претседател Вучич на повредените пациенти. Министерот Таравари, одговарајќи за ваквиот вид посети, апелираше да не се злоупотребуваат лицата на пациентите. Тој тврди дека при заедничката посета со премиерот Мицкоски на хоспитализираните се придржувале на сите протоколи. И премиерот, и јас како министер за здравство имаме обврска да одиме да ги видиме пациентите, тие кои што се полесни. Тие кои што се полесни, тие што се со опекотини прв степен, не ни треба друго ништо освен маска. А тие што се во интензивна нега, таму има правила. И кај нас, и во странство, и да сакаме ние, не можеме да влеземе без да бидеме облечени како што треба. Инаку во моментов на лекување во Србија се 30 пациенти, Бугарија 15, во Грција 12, во Турција 9, во Унгарија и Австрија по 6, во Хрватска 5, во Словенија, Литванија, Белгија и Италија по 4 и во Полска 2 пациенти.